Почитувани новинари, би сакал да искористам денешната прилика и пресконференција да повикам уште еднаш врз основа на исказите кои што се добиваат од случајот Рекет во судницата, Министерството за внатрешни работи и Обвинителството за борба против организиран криминал, без разлика до каде стигнале со вештачењето на телефоните на Боки 13 и Зоки Кичеец, да почнат да го вештачат телефонот на господинот Зоран Заев, кој што го користел во периодот кога имал интензивни средби со Боки 13. Имено изјавата дека Зоран Заев во 1 ТВ телевизијата, за чие што нелегално финансирање знаел и соучествувал, според досега објавените снимки, на 3 април 2019 година го предупредил прво обвинетиот Боки 13 дека го следат странски служби или обвинители. Тоа значи дека сакал да го прикрие делото во кое што најверојатно Зоран Заев бил главата на оваа рекетарска шема. И сметаме дека господинот Зоран Заев конечно треба да се врати таму од каде што почна пред да биде премиер, а тоа е во судските клупи, за да може да го даде својот скромен придонес во разоткривањето на шемата за рекетирање на отприлика 20 милиони евра од повеќе стопанственици во Република Македонија. Втората работа што исто така зачудува е што господинот Зоран Заев, доколку на вистина го пријавил случајот за кој што нема записник во обвинителството на 22 април, прашање е зошто молчел од 3 април, кога го предупредил Боки 13 до 22 април. Тоа отвара дилеми дека Зоран Заев не само што бил глава на рекетарската шема, туку и бил главниот бранител за тоа како од него ангажираните рекетари да ја менаџира штетата и да гледа да ги заштити во рамките на неговото влијание во обвинителството и судството. Така што ова се нашите барања до господинот Маќе Чулев и до обвинителката Вилма Русковска, што поскоро да почнат да го вештачат телефонот и комуникациите на господинот Зоран Заев од периодот март, април и мај 2019 година. Благодарам. Повелете доколку има прашања. Ваш коментар во врска со барањето на СДСМ за оставка од министерот за внатрешни работи господин Маќе Чулев во врска со литијата во Струга. Моето мислење е дека треба да се добие исто така изјава од началникот на МВР во Струга, Дритон Ајро, кој што е близок роднина на обвинителот Артан Ајро, кој што беше ангажиран во СЈО. И сметаме дека началникот треба, како прв човек на Министерството во Општина Струга, да ја даде својата изјава и извештај. Втората работа по однос на барањето на Зоран Заев за оставка на министерот Маќе Чулев, сметаме дека тоа би го побарал секој човек кој што е осомничен за криминал. Зоран Заев е уплашен и знае дека може еден ден неселективноста во делувањето на министерот Маќе Чулев да тропне и на неговата врата. Затоа сметаме дека Зоран Заев бара оставка, бидејќи секој ден министерот Маќе Чулев добива се повеќе информации за криминалите во кои што Заев и неговите блиски биле вклучени во изминатиот период. И кога еден аболициран политичар и криминалец бара оставка од еден министер за внатрешни работи, тоа би требало да е комплимент за министерот. Инаку, според мене, не би требало да има ниту повластени, ниту пардонирани, ниту селективни постапки по однос на било каква одговорност поврзана со пандемијата и пропишаните мерки, и како што не треба да биде пардонирана докторката Цаца Билјановска, која што зарази 6 незини колеги и доведе во ризик многу луѓе, така не би требало да биде пардониран било кој граѓанин на било која општина, доколку
свесно предизвика некакви ризици и добро е што надлежните најавија дека ќе го преиспитаат овој случај. Второто прашање, иако е работа на ДИК, според вас колку денови ќе бидат потребни од завршување на вонредна состојба до одржување на избори? Сметам дека тука, доколку одговараме како политички партии, ќе имаме различни мислења и толкувања, но затоа, според мене, за одржувањето на избори после вонредна состојба, најдобро е да се почитуваат препораките на Венецијанската комисија. Венецијанската комисија, како стручно тело на Советот на Европа и тело кое што се занимава и со проблематиката на избори, да бидат фер и демократски, смета дека најмалку 60 дена се потребни после завршувањето на вонредната состојба, за да можат да се организираат добри, фер и нормални избори во нормални услови. Но прашањето на изборите, според мене, треба да биде во овој момент одлучено и од Државната изборна комисија, и од здравствените експерти, и од политичките партии при средбата на кај председателот Пендаровски, за што се надеваме дека СДСМ ќе биде присутна. Добро, ви благодарам, нема повеќе прашања. Благодарам, пријатно.